Добар ден на сите, почитуван господин амбасадор на Француската република, почитувани екселенции, почитувани организатори, љубители на уметноста, драги пријатели. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на отварањето на изложбата Париски рефлексии, која веќе по втор пат се организира од страна на Националната галерија и Францускиот институт во Скопје. Ова изложба е исклучителен приказ на повеќе слојноста на уметничкото доживување и на неговата најголема вредност, а тоа е покрај естетската, да ги поврзува земјите и народите. Во нашиот случај тоа се културните специфики на Северна Македонија и на Француската република. Париз бил и останува синоним за глобален уметнички пантеон, кој во себе ги спојува иманентните вредности на уметноста: естетското, наследеното и космополитски современото. Да се биде дел од тој пантеон, да се живее и твори с посебниот сензибилитет на градот на светлината, било и е сон на илјадници уметници од светот, но и на оние од ова наше поднебје. Историјата на македонската ликовна уметност, како и историјата на ликовната уметност воопшто, не може ни да се замисли, а уште помалку да се прикаже без Париската школа. Гледано од мој аспект, се разбира не како експерт, туку како некој кој ја почитува уметноста и незините социокултурни значења, фасцинирачки делува конгломератот од различни правци во уметничкото изразување, креирани во рамките на оваа школа. Секој од уметниците сам ги избира своите ликовни афинитети и придонесува во откривањето на модерниот ликовен јазик. Париската школа е синоним за прогресивност, авангарда, слобода на изразување. Вредности кои македонските уметници, подготвени за откривање на нови хоризонти и нивно уметничко поврзување со средината од која што потекнуваат, ги прифаќаат со отворен ум и намера да бидат дел од европската и светската ликовна модерна. На првите париски рефлексии се подсетивме на основоположниците на македонската уметност, чии што имиња се врзуваат со оваа школа: Мартиновски, Личеновски, Пандилов, Лена Стефанова, Владимирски, Борко Лазевски, Диме Тодоровски, Димче Коцо и Борка Аврамова. Денес имаме можност да уживаме во делата на наследниците на таа генерација основоположници, кои преку своите студиски престои во Париз ги прифатија авангардните движења и им дадоа собствен печат. Ордан Петлевски, Хондовски, Мазер, Томашијак, Спасе Куновски, Иван Велков, Борислав Трајковски, Боголјуб Ивковиќ, Душан Перчинков, Родолјуб Анастасов и Миле Корубин, помеѓу останатите. Тука меѓу нив се и делата на францускиот сликар Клод Вервен, инспирирани од македонското поднебје, што само по себе потврдува дека уметноста е процес на постојано давање и примање, на сплотување, на преплетување и меѓусебно збогатување. Почитувани, оваа изложба е дел од бројните настани со кои се обележува месецот на франкофонијата, во кој преку примарно чествување на францускиот јазик, всушност ги промовираме и безвремените, никогаш поактуелни универзални вредности: мирот, демократијата, правата на човекот, соработката меѓу народите, културната разновидност и размена. Република Северна Македонија е целосно приврзана кон овие вредности. Ние сме отворено општество кое во себе ги содржи сите различни етнички, јазични и културни идентитети и нема ништо поприродно од потребата да ја афирмираме својата посебност со сите наши различности преку интеракција и размена со другите. Франкофонијата ни овозможува исклучително широк простор на споделени вредности и можности за соработка. Денешниот настан е уште еден доказ за тоа. Затоа да уживаме во богатството на уметничкиот израз и да ја славиме франкофонијата, која не сплотува во различностите и го збогатува нашето секојдневие и неговите комплексни перспективи. Благодарам.